Делегација сега е во втор пат. Мислам дека поминавме прекрасни 10 дена. Се надевам дека родителите кои што беа во оваа група квалитетно ги поминаа деновите на плажа, се одморија и се посветија на своите деца. Запознаа многу нови пријатели од другите бивши југословенски републики и направија врски кои што во иднина ќе им помогнат за да имаат и подобра комуникација и да им помагаат на своите деца. Јас само сакам да им се заблагодарам на хуманитарната фамилија, на Ален, на Енис, на сите луѓе кои што многу работеа овие 10 дена за да не нахранат, да бидеме среќни, да се чувствуваме сакани под овој еден покрив. И како што кажа и некој од вас пред малку, една од мајките кажа дека ние сме жигосани како родители заради тоа што имаме таква судбина. Јас само би рекла дека не се работи за жигосување, туку се работи за Божја благослов. Едноставно само ќе кажам дека сите луѓе не се предодредени да имаат ваква судбина. Господ ги одбира најхрабрите и најиздржливите. Вие сте прекрасни родители и сакам да ви порачам да останете и понатаму да бидете такви, да се борите за своите деца, да им помагате и што повеќе да можете да ги вклучувате и социјално да живеат во општеството во кое што го имаме. Од срце би сакала да од моје лично име и од името на сите мајки и на сите деца од нашата група да ви се заблагодарам на срдечноста, на љубезноста, на посветеното внимание, на помошта што ни ја пруживте и се надевам дека и до година ќе бидеме дел од хуманитарната фамилија и ќе имаме можност повторно да престојуваме во добре воде. Овдека, Енис, би сакала ја себе да ти подоклонам нешто, тоа е од првата смена во месец јуни, печатоци на сите оние кои беа. И е еден мален скромен поклон, тоа е знаменцето на Република Македонија. Ова е рачна изработка од невладината организација Порака од Неготино, нешто што ќе ве посетува на нив дека беа дел од оваа еве сезона. И ова е од Порака Куманово. Секако јас би сакала да кажам дека македонската делегација немаше да биде овде доколку не беа Мишел и Ема Баден. Поточно Ема, која што го направи контактот со мене лично и децата од Македонија имаат можност да доаѓаат овде. Ги повикувам Ема и Мишел да дојдат да го примат тоа што има конфигурирано. Да.